СДСМ и ДУИ денеска обвинуваат дека истрагата за Кочани е селективна со цел да ги заштити високите функционери на ВМРО-ДПМН. Ниту проширената истрага според опозицијските партии не ги лоцира вистинските виновници за трагедијата. Додека се бркаат чиновници од пред 10 години, началниците и командирите што таа вечер имале директна обврска да постапат остануваат недопрени. Владата сака јавноста да заборави дека полицијата била таму и не направила ништо. Бараме итно проширување на истрагата кон актуелните функционери, што биле директно одговорни вечерта на трагедијата, да се стави крај на политичката злоупотреба на обвинителите и институциите. Вистинската одговорност мора да се лоцира таму каде што на вистина е, кај тие што беа на власт кога се случи трагедијата, велат од СДСМ. Истрагата според ДУИ е пример за правна импровизација за да се спаси владата. Претворањето на трагедијата во алатка за лична или институционална промоција е опасна девијација која што може да има несогледливи последици. Затоа повторно апелираме, обвинителите мора веднаш да го прекинат трансакцијскиот однос со владата. Правото не се практикува по нарачка, кариерите на политичарите и обвинителите не смее да се градат врз туѓа трагедија. Одговорноста за ваквиот пристап и за се што може да се случи со неправедно притворените ќе падне на конкретни имиња, реагираат од партијата на Ахмети. СДС и ДУИ се синоним за предавства, криминал и неспособност, им возврати владачката партија. Во историјата на Македонија немало акција каде било уапсен актуелен министер, актуелен градоначалник, поранешни градоначалници и министри во исто време. Брутално безобразие е партиите СДС и ДУИ да велат дека има селективна акција и истите тие, чии председатели се товареа со украдени пари. Да подсетиме за модуларната болница каде виновникот број 1 тогашниот министер за здравство, а сега привремен чувар на фотелјата во СДС, немаше заедно со тогашниот премиер Заев ниту еден притворен. За пожарот во Кочанската дискотека во кој загинаа 62 лица, досега има 59 осомничени. Ојо Кочани вчера за прв пат побара мерки на предпазливост и за синот на газдата на дискотеката кој досега беше на лекување. Во куќен притвор се поранешните градоначалници на Кочани и екс-министри за економија. Во ефективен притвор се 21 лице, меѓу кои екс-министерот Бектеши и поранешниот директор на дирекцијата за заштита и спасување и актуелен министер без ресор Шабан Салиу. Деспина Тодоровска, Сител телевизија.